Кратки најави за денес. Странските туристички водичи ја извртуваат македонската историја. I-Think Академијата на Сивус доаѓа во Охрид. Одлични резултати на средношколците од Јахја Кемал на Олимпијадата за проекти за еколошки прашања. Значителен пораст на бројот на патници на македонските аеродроми во првата половина од 23-та. Невреме зафати делови од Балканот, зад себе остави материјални штети и жртви. За најавените и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето сончево и многу топло со дневни температури над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Максималната дневна 33 степени, а во текот на ноќта кон петок ќе биде уште ведро и топло. На Апенинскиот и Балканскиот полуостров во петок продолжува топлотниот бран кој ќе донесе сончево и надпросечно топло време. Сончево, но посвежо со температури во пад на Пиринејскиот полуостров, западна и источна Европа. Во централна, северна, северозападна и североисточна Европа умерено облачно и нестабилно со дожд и појава на невреме. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево време, ќе има локална облачност и ќе биде надпросечно топло. На север од Балканот, Словенија и Хрватска умерено облачно и нестабилно со дожд, грмотевици и невреме. Максималните дневни температури од 26 до 39 степени Целзиусови. Во Македонија во петок тропски ден, времето сончево и многу топло со дневни температури над повеќегодишниот просек за јули, ќе дува слаб западен и северозападен ветер. Утринските температури од 14 до 24, максималните дневни од 30 до 41 степена, УВ индексот со вредност 9. И во Охрид во петок тропски ден, сончево и многу топло време со западен ветер. Утринската 19, дневната 33. УВ индексот со вредност 9. Во сабота во нашиот град сончево и топло време, 34 степени максималната температура. Во недела и понеделник сончево и топло време, минималната 20, односно 17, дневната ќе бележи слаб пад, 31, односно 32 степени. Поради високите температури и високата вредност на УВ индексот, се препорачува да се избегнува излегување на сонце во периодот од 10 до 17 часот, како и да се почитуваат препораките за справување со топлотните бранови на лекарите. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер.
Витаминка, вистинскиот вкус на ова лето. Ново лето, нова доза промоции, забава и највкусни Витаминка производи како дел од летните промоции на Тамаро и Супер Радио. Ова лето, подгответе се за Витаминка Челендж, промоции и презентации пред најголемите Тамаро маркети и секојдневни награди на Супер Радио. И ова лето, Витаминка го носи вистинскиот летен вкус. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Странските туристички водичи им ја крадат работата на локалните водичи во земјава. Иако, согласно Законот за туризам, туристичките групи од странство во земјава мора да бидат придружувани од локален водич, кој веродостојно би ги пренел историските и културните приказни, странските агенции не го почитуваат тоа. Штетата е повеќе слојна и го намалуваат приходите на локалните водичи во земјава, но и се дава можност за погрешна презентација на историјата. Странски туристички водичи ја извртуваат македонската историја. Иако согласно Законот за туризам, туристичките групи во земјава мора да бидат придружувани од локален водич, кој веродостојно би ги пренел историските и културните приказни, странските агенции не го почитуваат. Речиси секојдневно низ Охрид се сретнуваат групи странски гости без локален водич, кои раскажуваат својата верзија на историјата за земјава, зборуваат што сакаат, без никаква контрола и законски реперкусии, алармираат професионалните водичи. Непријатно е кога слушам други водичи од други земји, од Романија баш сум видел земји и други земји, тие да прекажуваат своја историја. Не, ние имаме водичи не заради парите, имаме водичи да ја објасниме нашата историја и култура. Оваа нелегална појава им ги намалува приходите на лиценцираните туристички водичи од земјава. Институциите мора погрижливо да водат сметка за спроведувањето на законските регулативи во туристичкото работење. Црната економија си го прави своето. Имаме доста наши колеги странски наши колеги кои што избегаваат таа обврска, а за ова треба малку нашата туристичка инспекција да поводи сметка. Значи, најбитно е самата презентација на историјата, а друго е запослувањето на наши колеги. Најкритично е во манастирскиот комплекс Свети Наум, каде странските агенции воопшто не ангажираат домашни водичи. Лиценцираните туристички водичи од земјава ги повикуваат инспекцијските служби да вршат засилени контроли во шпицот на летната сезона. Јавното предпријатие Охридски комуналец ги известува граѓаните дека поради топлотниот бран ќе има промена на динамиката на подигнување на отпадот. Јавното предпријатие Охридски комуналец има измени во динамиката на подигнување на комуналниот отпад поради топлотниот бран кој го зафати деновиве и Охридскиот регион. Ги известуваме граѓаните на општина Охрид, корисници на нашите услуги, дека заради посебните мерки за превенирање на последиците од топлотниот бран во овие денови подигнувањето на комуналниот отпад на одредени места од општина Охрид и приградските населби ќе се одвива со закаснување, соопштија од јавното предпријатие. Оттаму бараат разбирање од страна на граѓаните за динамиката на подигнување на отпадот која е наметната заради посебните мерки за работа во услови на портокалова фаза на опасност од високите температури. I Think Академијата на Сивус, едукативниот и развоен центар, доаѓа во Охрид. Од октомври дечињата ќе имаат можност да ја посетуваат наставата токму во I Think Академијата и да совладаат дел од компјутерските вештини. Академијата нуди 3 едукативни нивоа, согласно возраста, што представува квалитетна инвестиција во иднината на секое дете. Можноста да се совладаат компјутерските вештини од најрана возраст е квалитетна инвестиција во иднината на секое дете. Може би еден од најдрагите проекти на Сивус едукативниот и развоен центар е токму првата академија за технологија за деца, насловена како I Think.
Од октомври дечињата од Охрид ќе имаат можност да ја посетуваат наставата токму за IT академијата и тоа со физичко присуство. Преку трите нивоа на оваа академија за најмладите дечињата ќе може да совладаат дел од компјутерските вештини. Ќе ги научат концептите на технологијата и што е уште поважно, ќе научат креативно да размислуваат и да решаваат проблеми, вели Весна Ивановска, генерален менаџер на Сивус едукативниот и развоен центар. Јас со гордост кажувам дека мојот тим направи програма која не може да се најде во регионот како таква, бидејќи најчесто она што се нуди за деца, како прилагодени курсеви за деца, се токму тоа, курсеви за деца, различни пакети, кои што ги изучуваат стекнување вештини во некоја алатка. Меѓутоа, кај нас изучувањето на технологијата е концептуално. Значи, ние прво тргнуваме од потребата да се учи технологија, зошто се учи технологија и нашето мото или, како да кажам, парола е дека сакаме да ги научиме децата не само да бидат корисници, конзументи на технологијата, туку да бидат креатори на технологијата. IT академијата во последните години едуцираше повеќе од 600 деца на возраст од 8 до 14 години, кои се стекнаа со знаење и вештини што им овозможија влез во дигиталниот свет. Трите столба на оваа академија се основното, напредното и високото ниво. Ивановска објаснува дека IT знаењата и вештините не мора да значат и идна професија на дечињата, но се нужно знаење кое треба да го поседуваат за понатака било која професија која ќе ја одберат. И да бидете адвокат, денес ќе мора да ги користите алатките, последно актуелно со вештачката интелигенција, кои и како брзо пребаруваат, анализираат, ви систематизираат концепти и едноставно не можете да ги избегнете. Во медицината дијагностиката речиси целосно веќе почива на технологија и она што ние сакаме без многу притисок врз децата, без да правиме притисок, само да им ја покажеме таа интересна страна на технологијата, корисна страна на технологијата и во поново време и етичка страна на технологијата. Само оваа година учениците од IT Advanced нивото изработија 2 веб страници за општествено одговорни здруженија. Првата е хуманитарната акција за Искра Донева, здружение на граѓани за мотивација и посреќен, поисполнет и попродуктивен живот на сите луѓе, особено на лицата со физичка и ментална попреченост. Втората е Гласот на животните, здружение на граѓани за заштита на животните и животната средина. Претходно беше изработена и веб страна за помош на родителите кои имаат деца со аутизам. Сивус едукативниот и развоен центар во соработка со одредени општини од земјава се обиди да изнајде начин за финансирање на деца од ранливи категории на кои ќе им се овозможи да ја следат академијата. Уписите за учебната 2023-2024 година се во тек. Приватното средно училиште Јахја Кемал ја продолжува традицијата на успешност на меѓународната сцена. Одлични резултати учениците од ова училиште постигнаа на Олимпијадата за средношколски проекти за еколошки прашања. Олимпијадата Genius 2023 Project Олимпијата е меѓународен надпревар за средношколски проекти за еколошки прашања. Основана е и домаќин е Terra Science and Education, а домаќин е Технолошкиот институт Рочестер. Олимпијадата Genius 2023 Project Олимпијат ќе биде домаќин на проекти во 5 општи дисциплини со фокус на животната средина. 726 проекти од 60 различни земји и 1100 учесници се пласираа во последниот дел од Олимпијадата. Рочестер Institute of Technology продолжува да ја поддржува Олимпијадата преку програмата за стипендирање. Учесниците и добитниците на наградите на Genius Олимпијадата ќе имаат право на следните стипендии. Атина Рувинова, златен медал, проект Детектор за болести со ЗДИВ, категорија наука, стипендија од $20,000 американски долари. Каја Здравевска, бронзен медал, категорија пишување, стипендија $15,000. Доран Тајро и Лиси Коджаджику, бронзен медал, проект Биодизел и производство на биодизел, категорија наука, стипендија од по $15,000 американски долари. Матеја Пеева, благодарница, проект Отстранување на арсен од вода, категорија наука, стипендија од $14,000 американски долари. Марко Пеов, благодарница, проект Иновативна синтеза на AGBIS-2 фотоабсорбирачки филмови за еколошки соларни келии, категорија наука, стипендија $14,000 американски долари. И Верона Ајро, учесник финалист, категорија пишување, стипендија од $12,000.
Посебно внимание привлече проектот на Атина Рувинова, детектор за болести со здив, кој доби препорака да го заштити пронајдокот. Се воведува еднонасочен сообраќај на улицата Климентов универзитет во стариот дел на градот. Од денес, 20 јули, стапува на сила новиот режим на сообраќај на улица Климентов универзитет и на дел од улицата Нада Филева, согласно основен сообраќајен проект за воведување на еднонасочен сообраќај во стариот дел на Охрид. Од општина Охрид со апел до учесниците во сообраќајот да го почитуваат новото сообраќајно решение. Утре во Вевчани ќе се прска против комарци. Екипите на Центарот за јавно здравје утре 21 јули ќе спроведат теристичка од земја дезинсекција во Вевчани со цел уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши од 20 часот во петок до 4 часот во сабота. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски услови, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Значителен пораст на бројот на патници на македонските аеродроми во првата половина од годинава. На Охридскиот аеродром во првата половина од 2023 година најфреквентна дестинација за патување останува линијата до Базел. Од аеродромот Свети Апостол Павле Охрид, 6 авиокомпании летаат до 12 дестинации. ТАВ Македонија бележи силен пораст на бројот на патници за периодот јануари и јуни. Имено 1.338.406 патници патувале преку меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле од Охрид само во првата половина од годинава, што е годишен пораст од 41%. Споредбено со 2019 година, која се смета за референтна година во авиацијата, бидејќи беше најсилна од аспект на патнички сообраќај пред COVID-19 пандемијата, ТАВ Македонија има 15% повеќе патници во првата половина од годината. Драго ни е што гледаме дека порастот на авиосообраќајот продолжува и оваа година, а враќањето на довербата на патниците во воздушниот сообраќај во комбинација со нашата извонредност во квалитетот на аеродромските услуги, очекуваме дека годинава ќе биде година на достигнување нови пресвртници во бројот и статистиката за авиосообраќајот за двата македонски аеродроми, изјави Неџад Курт, генерален директор на ТАВ Македонија. Во ТАВ Македонија сметаат дека новите авиолинии и авиокомпании кои влегоа на македонскиот авиацијски пазар во изминатите неколку месеци покрај редовните авиолинии кои се обраќаат преку целата година и традиционалните летни сезонски чартер летови, се уште еден дополнителен придонес за континуирано зголемени резултати на скопскиот аеродром Франкфурт со Луфтханза, Сплит со Croatian Airlines, Осло со Норвеџан, а на Охридскиот аеродром сезонски летови од Манчестер и Лондон Гетвик со ТУИ и Белград со Ер Србија. Најфреквентни дестинации од меѓународниот аеродром Скопје според статистиката за патничкиот сообраќај на ТАВ Македонија за првата половина од годинава од јануари до јуни се Истанбул, двата аеродроми, Базел Милус со 6,7%, Цирих со 5,9%, Дортмунд со 4,9%, Виена со 4,6%, а потоа следат Минхен, Меминген со 4,3%, Франкфурт со 3,5%, Малме со 2,9% и Келн со 2,6%. На нашиот аеродром во Охрид во првата половина од 2023 година најфреквентна дестинација за патување беше Базел со 23,7% удел. Потоа Виена со 22,6%, Дортмунд со 17,9%, Меминген со 11,8% и Малме со 8,6%. Останатите дестинации имала 0,2% пазарен удел. Моментално и согласно летниот ред на летање од меѓународниот аеродром Скопје летаат 21 авиокомпанија до 47 дестинации, од аеродромот Свети Апостол Павле од Охрид 6 авиокомпании летаат до 12 дестинации. Целовечерен концерт на еден од најреномираните македонски пијанисти Дино Имери на Охридско лето. Концертот ќе се одржи во црквата Света Софија со почеток во 21 часот. На програмата се дела од Фредерик Шопен и Сергеј Рахманинов. Со огромен успех Имери настапува на престижните сцени низ светот како гостин на врвни оркестри, како уметник, изведувач на рецитали и како камерен музичар. За него француската критика ќе напише: Дамир Имери магионичар на пијаното, а неговите уметнички креации не оставаат рамнодушни на публиката на неговите концерти. Имери бележи успеси како композитор, пишувајќи музика за филм, театар, инструментална и вокална музика. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. 5 мртви и десетици повредени е билансот од незапамтеното невреме кое синоќа го зафати регионот.
Невремето ги зафати Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Србија и зад себе остави пустошно одзеде и човечки животи. Во невремето во Хрватска загинаа 3 лица, 2 од нив загинали кога врз нив паднало дрво, а по патот дрво во возило загинал и 40 годишен возач. Десетици други се повредени, од кои повеќето потешко. Невремето што го зафати регионот однеси една жртва во Словенија, тамошните медиуми јавуваат дека вчера попладне странски државјанин загинал на Блед. Пожарникари од 432 противпожарни единици се вклучили во отстранување на последиците од невремето, отстранување паднати дрвја, електрични и телекомуникацијски столбови. Санирањето на штетите ќе продолжи и денес. Жена загина во невремето кој го зафати северниот дел на Босна и Херцеговина, а повеќе од 20 лица побарале медицинска помош. Итната помош имала повеќе интервенции поради полесни повреди. Откорнати дрвја, паднати кранови, расфрлени контейнери, кровови се само дел од последиците во силното невреме што синоќа зафати и поголем дел од Србија, меѓу кои Белград, Нови Сад, Ниш, Валјево, Смедерево. Во Нови Сад се повредени 2 лица, од кои 12 годишно девојче врз кое паднало дрво. Девојчето е пренесено на детското оделение во Нови Сад и е во стабилна состојба. Силниот ветер соборил и 74 годишен маж од скутер кој во свесна состојба бил пренесен во ургентниот центар. Штета претрпеле и 2 основни училишта во Нови Сад, а срушен е кров на спортската сала на едно од училиштата. Најмалку 2 лица се убиени, 6 се ранети во пукање на градилиште во најголемиот град во Нов Зеланд, Оукленд, соопштија тамошните власти, изјавува Ројтерс. Според полициското соопштение, напаѓачот е мртов и повеќе нема ризик од нов инцидент. Пукањето во една од најпрометните улици во центарот на градот е сузбиено и е изолиран инцидентот, соопшти полицијата на Нов Зеланд, додавајќи дека нема ризик за националната безбедност. Инцидентот се случил само неколку часа пред првиот надпревар на светското првенство за жени на еден парк во Оукленд. Најмалку 5 лица загинаа, 100 се затрупани кога во лизгање на земјиште во планинско село во западната индиска држава Махарашатра по обилните монсунски дождови, соопштија државните власти. Спасувачите се обидуваат да најдат преживеани под урнатините. Слечиштето се активирало среде ноќ во селото Иршалвади, на околу 60 км од Мумбај, објавија медиумите повикувајќи се на официјални представници. Надлежните изјавија дека во селото има вкупно 48 семејства и 75 лица се веќе евакуирани. Поради обилните монсунски дождови, училиштата се затворени, патиштата поплавени, а железничкиот сообраќај е во прекин низ најбогатата држава во Индија, Махарашатра. Училиштата и факултетите во Мумбај се затворени. Во неколку области во Махарашатра во средата паднаа повеќе од 100 мм дожд на метар квадратен, а во следните 24 часа се очекуваат исто така обилни врнежи. Стотици демонстранти рано утрово упаднаа во шведската амбасада во Багдад и ја запалија, објави Ројтерс. Нема повредени вработени во амбасадата, официјални лица од шведската амбасада допрва треба да го коментираат инцидентот. Протестот беше организиран од приврзаниците на шиитскиот свештеник Муктада Садар пред очекуваното палење на муслиманската света книга Куранот во Шведска. Се посочува дека ваквите работи во минатото доведоа до големи протести и осуди во земјите со мнозинско муслиманско население. Некои видеа покажуваат чад кој се издига од зграда во комплекс на амбасадата. Ројтерс истакнува дека не можеле самостојно да потврдат автентичноста на видеото и се уште не е познато дали имало некој во амбасадата во моментот на нападот. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.